До крајот на неделата ќе биде оценет обвинителниот акт за трагичниот пожар во кочанското кабаре Пулс. Од Скопскиот кривичен суд вела дека до петок истекуваат сите рокови за жалба по поднесеното обвинение. Од приемот на обвинителниот акт судот ги ангажирал сите ресурси за негова достава до странките и прием на приговорите. Меѓутоа, во изминатите месеци дел од адвокатите и представниците на правните лица биле недостапни во нивните канцеларии, поради што доставата, а со тоа и роковите за приговори се одолговлекувале. Откако обвинителниот акт е доставен до сите обвинети и нивните бранители на 3 октомври 2025 година, истекуваат законските рокови за приговори. Со тоа се исполнети сите услови за оцена и се очекува актот до крајот на неделата да биде оценет. Јавноста и странките ќе бидат навремено известени. Од судот вела дека прават максимални напори за да се исполнат сите законски обврски и да се гарантираат правата на странките со цел предметот да не биде компрометиран понатаму. Ова соопштение од кривичен доаѓа по објавениот документарец од ТИРЛ во кој се објавија преписки доставени од свиркач помеѓу инспектор од УЈП и Михајло Јовановски, кој е син на реалниот сопственик на дискотеката. Во комуникацијата се гледа дека газдите однапред дознавале кога ќе има инспекција, за возврат давале подароци. Од обвинителството пак вела дека евентуалните пропусти на УЈП, како и на другите институции кои не се директно поврзани со трагедијата, се разгледуваат посебно, а за тоа јавноста и семејствата веќе били информирани во повеќе наврати. Законските надлежности на УЈП се однесуваат на контроли за даночни и финансиски прашања, а не на безбедносни аспекти. Па од тие причини тие не бе опфатени со поднесеното обвинение, действија кои не можат да се доведат во контекст со последицата изразена преку кривичното дело. Тешки дела против општата сигурност не беа предмет на ово обвинение. Оттаму апелираат на воздржаност и велат дека потврда оти немаат намера никого да поштедат или прикријат се самите пораки објавени во документарецот, кои се дел од доказниот материјал доставен до судот. Премиерот Христијан Мицковски пак порача дека правда мора да има и дека мора да одговара секој за кој ќе се најдат докази. Случајот го води обвинителството, јавниот државен обвинител Коцевски, таму видовте и вие изминатиот период 12 на обвинители беа тие кои што работеа на овој случај. Ако е прашањето дали сум задоволен од работата на обвинителството, мојот одговор ќе биде не сум задоволен. И токму тоа беше причината зошто поддржавме во парламентот смена на Коцевски, а зошто СДСМ и ДУИ не ја поддржаа смената на Коцевски, тоа е друго прашање. Обвинителниот акт се однесува на 35 обвинети и 3 фирми, а дополнително се уште трае истрагата за 27 осомничени полициски службеници и функционери.